почеток од 21:30 часот. Премиерно на КТВ телевизија. Открите ги пикантните работи за животниот стил на познатите во емисијата Тренд Лайв. За сите што ќе ја пропуштите премиерата, следете ја репризата секоја сабота во 18:30 часот. Се гледаме во Тренд Лайв. Здраво! Нашата гостинка, како што можете да забележите, е познатата пејачка Наташа Малинкова. Здраво, Ната, како си? Добро ми дојдовте. Добро дојде и ти во Тренд Лайв. Повелете. Фала. Многу убав дом. Браво, Наташа, за изборот и за стилот кој го живееш. Дефинитивно. Значи, преубав уреден Дел од дом. мојата работа, нели? Да. Дел од секојдневната работа на Наташа. Ти благодарам што ме прими во твојот дом и овој период ќе си поминеме незаборавно дружење со нашата гостинка, на која ние сме и на гости во неговиот дом. Така. Убаво што би текна. Да. Така, Тренд Лайв ги посетува сите кои живеат некаков животен стил кој и текако влијае на јавноста, меѓутоа и на помладата популација. Не си некоја што по секоја цена мора да биде жената која ќе биде облечена во брендови, па цела таква избрендирана да излезе од дома. Не, јас сум рок-н-рол тип, мене не ме пала такви работи. Дали некогаш си се нашла на тапет да бидеш спомената по медиуми, по весници, пишани медиуми, да речеме, од страна на критичарите, демек, нели, обично тие знаат кога ќе се случи некој голем настан, да дадат коментари кој како бил облечен, па зашто бил облечен вака или така. Дали ти се случило некогаш тоа и како си се носела со сето тоа? Ако е негативна критика, зависи како ќе го сватите. Меѓутоа, по принцип, на неколку наврати се во моментот кога што можам да се сетам, било позитивно оценувано мојот стајлинг. Напамтам една година на Макфест 2013, ако не се лажам, беше таа година. Ме имаше во Шанел, мислам, една од нашите портали, каде што бев оценета како едно од најдобро облечена, така носев едно жолто интересно. Тоа што ти го спомнав, значи после неколку години или наредната година беше мислам, сите излози низ град се жолти. Тоа беше еден успешен стајлинг. Искрено, втора работа која што би ја работела, пак ќе кажам никогаш не велам никогаш, сакам да се занимавам со дизајнирање на гардероба затоа што обожавам така нешто ексцентрично, нешто што штрчи, специфични бои, специфични комбинации и така. А еднаш ми се случи, кога што се сеќавам, да со Кире сме на гала вечер, јас облечена така од дизајнер све, Кире нормално маш како маш, сопругот ми беше во одело црно класично, брендирано и нормално преубаво му стоеше. Да, мене ми искритикува од типот као не толку добро ми стои халињата, како што мојот сопруг изгледал многу добро. Така да, тоа беше една интересна критика. Тоа можеби тој момент се створил заради тоа што Кире веќе е таму, знаеш, личност како сопруг твој присутен, меѓутоа многу мина и не го познаваат и сега им дошол како интересен лик веќе на таа гала вечер и сакале едноставно да му придадат значење на некој начин, иначе сте совршен пари, баш интересно беше, со вака се гледаме со Кира, тоа беше мислам дека на некоја од емисиите, така. Не би си помисли да знаев него зимав со мене. Ето тоа е тоа. Ме засели бе мажу. Ето, гледаш, има секакви моменти. Спомна дека сакаш да креираш, тоа е дел и од малце и од твојата приватна професија која работиш, која можеби јавноста делумно ја знае, делумно не ја знае, тоа е дека имаш голема улога во семејниот бизнис, каде што имате дел и производство, колку што знам, или пак можеби имате наши
Ете така, ваши модели во однос на просторното уредување. Кажи ми сега, како ти дојде до тоа да креираш и на тој начин, меѓутоа и кои се актуелните, значи, дезени, бои, модели кога станува збор за просторното уредување? Па тоа е една од работите кои што во животот ми беше наметната, затоа што нормално кога стапивме во брак со Кире, поима немав јас од дизајнирање, мебел, материјали, сите тие работи. Пак ќе кажам среќа што имам некој сенс кој што ми помага во секојдневието да знам да комбинирам и да знам што е убаво, што не можеби. Барем за мене. И стануваше збор за семеен бизнис, каде што нормално традицијата требаше да, тоа беше мислам бизнис кој што го почнале свекром и свекрва ми, родителите на Кире, меѓутоа беше работа која што нормално ние како подмладок требаше да продолжиме да го развиваме и да тоа се уште трае и трае. Благодарението пак ќе кажам на нашето искуство и на школото што ни го дале неговите родители, како тоа функционира и како треба да функционира, затоа што сепак за мене беше нешто ново. Успеавме да стигнеме до тука. Официјално следната година славиме 30 години јубилеј. Мебел Маленка е фирма која што се грижи буквално за нашите клиенти. Сакаме да до последно да им завршиме работа колку можеме, колку е во наша нели одговорност или не знам можност да тоа го сработиме да завршиме работа. Секогаш гледаме да донесеме квалитетни модели пред се, затоа што квалитетот раѓа, тоест квантитетот раѓа некогаш квалитет, меѓутоа гледаме да донесеме што повеќе различни модели од кои што ќе видиме со тек на времето се селектира, нели секоја година се носи нови трендови, нови бои, нови модели, еве сега во последно време нели голните гарнитури се на мода, меѓутоа гледам пак полека се враќаат оние варијанти на убав голем тросет или четворосет, еве за среќа почна и кај нас тие така на времето како нашите баби што ги има, значи тој мода и боите се безвременски. Тие модели има некои модели дизајнирани кои што и бои кои што еве сега се враќаат. Например, она една не знам дали се сеќавате на зелена смарагдна боја, убава зелена, таа ми е една од омилените бои, меѓутоа еве се враќа на мода. И се комбинираат со различни дизајни на штофови и дизајни на самиот штоф на бои, со бои на фотелите, на двосетчето, на некои мали табуретчиња кои што ги комбинираме со тој тросет. Значи, некако се радувам што немаат младиве ограничувања, имаат сенс за стил и за комбинирање на бои. Нормално сега им е многу полесно достапно по социјалните мрежи, има еден куп програми. Јас кога го уредов во мојот дом следев даунлодирав програми каде што може да следам такви интериери, дизајни, да видам што е тренд, со која може да се комбинира боја и така натаму. И се е ствар на вкус, значи боите, интериерот и уредувањето од сликување на самите карактери на луѓето што живеат таму. Така да, индивидуално. Дефинитивно домот го отсликува и животниот стил на личноста. Значи, тоа е една цела приказна за луѓето кои живеат во тој дом, како се чувствуваат, како живеат во животот. Примената, значи се уште кај нас има модели, да речеме на гарнитури, јаголни и троседи, кои што може да се користат за секојдневно спиење, да речеме, затоа што имаме мали простори, луѓето имаат малку просторија, пример стан и слично, каде што сака дневната соба да ја користи некогаш и за гости, за пречека и за нив, за секојдневна да се одмора, да прилегна, да али во суштина сите модели ви се урбани, модерни и практични, што е најбитното. Некако во последно време се оди на таа варијанта се да биде едноставно, поедноставено. Додека имаше период едно време се да биде така налицкано, наџиџано, па украси да се ставаат, па не знам што да биде. Миленциња од баба. Имаш ти миленциња, не да бидеш од никаде. Имав, тоа немам сега. Овие ги користам вака. Да, ке урбано.
и да заврши. Ова не зашто ги користиме ние ваквите. Зашто не мора да пегламе и да штиркаме. Порано штирка, да пегламе. пегламе. Скоро по плакарите еден куп онакви покривки за намаза најдов од мајка ми што ми спремала, ама жал ми е што нема да ги искористам. Ами не само тоа и оние, знаеш, прекривките за тросет, двосет, фотеја, не знам. Добро, тоа се уште го има, нели, нормално да ги заштитите, мега не е нешто страшно да. Так, ама порано беа некако поинаку направени, па со некои реси, па не знам. Беше овака од сите страни затворени. Помпес. Купуваш 1000 евра гарнитура, ама со ластики затворена да не се оштети. Добро се, тоа е. Так. Добро. Сега јас би сакала да ни ја покажеш и твојата гардероба, да видиме Наташа што има и кои парчиња на гардероба ти се омиле. Сигурно имаш. Имам многу, ама сега не ми се така подредени. Па добро, еве ние ќе побараш нешто и да видиме. Од дневната ќе се префрлиме да го видиме ормарчето на Наташа. Да видиме мојата света соба, спалната. Да видиме како изгледа плахарот на Наташа. По мене. Да не ги пасам многу да се загубим много соби. Тие се. Ајде да видиме сега Нате. Да видиме. Ами, вака сега, што да ви кажам, овие две крила ги гледате? Да. По 90 сантима се. Добро. Двете се мои. Да. Исто и кај мене е Овие така. две се на Кире. Добар е Кире, кај мене Ама за жал, ова до тука е моја. Му го зема пола. Таму еден дел може да. Вообичаено за жена. Шопинговичарка. Што ви кажам, не ми е многу среден за многу да не е она. Супер. Да не ми замерите. Ево ова такова одела. Ево го носев на последното снимање на спотот. Меѓутоа не ми е испеговано, само испрано ми е. Убаво бело сако и широко убава бело панталон. Али тука е ова нешто што користам кежуал секојдневно и така све да ми е испеглано, сакам ја и наредам. По бои некогаш. Така. Ова ми е плакарот кој што тука те чекав. Ајде да видам чичкано. Да видам што ти е омилено, што си го носела некаде и што ете би сакала повторно да го облечеш. Нешто што носев баш скорото, еве, гледаш како одма стигна до него. Се потсетив на едни слики со Кире, баш дискутиравме колку сум била јас полугола на тој евент. Добро. Го правев, значи го шиев кастом мейд за мој најдобар другар на свадба го носев. Не знам каде ми ќе ја најдам и сликата да ја видите. Значи луѓе, гледајте храброст. Да. Значи полугола, облечена, само чипка околу мене и ништо друго. Да? Идолен беше. Па да. Супер. Тоа ми е едно од омилените. Многу храбро и претпоставувам дека сите помнати би биле, мислам, бира. Да, знаеш што ми рекоа после тоа? Дека дека сум била облечена као оние за уметничко лизгање. Девојките. Така. Еден од поубавите фустани хаљини, како да кажам, ми е овој, морам да ви го покажам. Овој ми е од мојата, мислам, многу добра пријателка и во тоа време многу соработувавме Милчето Јосифова. Ме облекуваше за настани, за фотосесии и слично. Ова е една преубава хаљина од бутик Пјаца, која што ми беше дадена за едно снимање, фотосесија до душа, и ми ја подари и поклон и мене ми е многу омилена и искрено од тогаш не сум ја облекла, не знам кај ќе ја облечам. Сигурно ќе имаш прилика да си ја облечеш пак. Ние жените така некогаш правиме, облекуваме за еден настан, за една свадба, пример, ајде да земам пример, кога станува збор за свадбите, и после тоа така стоат фустаните. Па ме видела сите на таа. Јас како јавна личност не можам многу да се повторувам и не смеам и не го правам тоа. Гледам секогаш да сум различно и затоа и многу купувам и многу давам на пријателки, на сестри, на другарки, на сите што можам да може да друго излезе што ќе ни покажеш, имаш многу голем избор, али претежно забележно. Да, тоа забележувам дека ти е црно. Тоа сакав и јас да го кажам, дека уживаш да носиш црни тоалети. Црната боја за како аутфит за, да речеме, не знам, најчесто свечена варијанта ми е. Сакам да ви го покажам овој фустан, преубав ми е, омилен ми и само еднаш ми е облечен, нормално, не знам дали ќе го облечам пак некогаш. Ајде, не спремно ова, ајде.
си ги заштитувам. Така, и јас го правам истото. За Тоа вртен е лупач. Овој фустан го носев за еден настап за Нова година, пред неколку години беше, скоро беше. И така преубаво ми се допадна многу како да, убаво, во принцип не тежок го е, вакви. Не, многу е лесен и Пошто мек обично материјал. знае некогаш со така полејки да речам или Не се нешто. такви, некој чуден материјал е убав, Така, ама знам само да светка. тежат, пошто јас Да. имам халиња вака и тешки се прилично да ти кажам. Оваа беше од таа причина ја купив светкава, све тоа не се полики како се вика. Да, да. Така се некои светкави детали, меѓутоа не мека е и многу е удобна за носење. Пријатна. А една година утка што направив, не беше утка да дужа, бев одлично изгледаше фустанчето на мене. Исто за Нова година, ја вака се облекам само за Нова година. Или за некоја гала вечер. Да, до души и за гала не се облекувам вака реално. Него Да, преубав. едноставна црна халина ми е по Да, фейворит за никогаш гала. нема да погреши човек Или ако се многу облече во пријатно. бело и Да. во црно. Ова беше едно интересно исто фустанче кое што си го носев за исто една Нова година, меѓутоа многу ме боцкаше, овие Ете, тоа е потврди. тоа. Да, потврди така се, имаше и моменти потешка кога е. се нервирав, меѓутоа пеев рок тогаш и Да, не забележуваш. така, ова интересно, Така, стои многу да. во боички. Многу убаво. Сакам вакви боички. Така. Што сум друго што ви покажам? Имам и од многу дизајнери, меѓутоа ми се спакувани некаде, знаете, тоа се носени Так. халини за од Елена Лука, на пример, тој еден огромен долг црвен фустан што го носев на еден од спотовите кога Так. да си ти до мене преубаво изгледаше, беше custom made направен. Долг беше 2-3 метра се влечеше. Тој го имаш позади кај мене. себе, така? Во моментот го немам. Складирам такви работи во на друго место, во Не, викендица. сакам да кажам Во дека кутии, ги се. имаш и можеш да замислиш, да речеме кога ќе направиш едно 60 години. Тоа да си дека го може можеш да да си направиш или како една изложбена соба на твоите халини, Може, се што може. си носела, или евентуално да се направи некоја ревија или некој музеј, нешто, баш би било супер. Да, тоа не е прв пат да се направи, нели го имаат направено. Так. Многу дизајнери, многу познати личности, меѓутоа мислам во држава па и надвор. Меѓутоа тие некои такви специфични парчиња, знаете, нема каде веќе да ги износите. Шиени се специјално за настанот. Еве еден од фустаните кој што остави впечаток, кој што ги дизајнирав се пак јас, беше тој со весници, ако се сеќавате Да, на да. Скопски фестивал за грешка, таа и ние една од најуспешните со Столе заедна соработка од тие години, некаде 2009-2010, како почнавме. И ми се случи некаква визија во глава дека сакам да од весници, од списанија, ете таму горе е таа кутија каде што ми стоат сите тие такви исечоци од што сум ги собирала, мајка ми, сестра ми Па ги собирала. стававте да ги принтаат. Принтавме Так. на самата бела постава, односно подлога на материјалот и излезе преубаво фустанче и А сега веќе се и им тие таквите фустани, се Ете, многу гледаш, ја го носам уникатни. 2010. Да, многу уникатни парчиња гардероба. Сега од тука, ајде да се префрлиме да видиме какви обувки носи Наташа. Ви покажав еден куп халиња, уствари кожната кратка јакничка ми е најомилена. Така, супер. Ајде да видиме Ќе сега. претпоставите чија соба е таа? Да, тоа е на децата твои. Емилија. На Емилија. Кога на креативна. Да, супер, одлично. Еве, сега сме пред ормарчето во ходникот, каде што Наташа ги чува своите омилени парчиња на обувки. И тука имаме избор. Дел од тоа што го имам, затоа што другиот дел ми е во остава на друго место и сезонски си ги менувам. Еве со скоро си ги извадив овие летните сите. Обожавам бои. Обожавам така некои интересни моделчиња бои и дебела штикла. Најчесто носам дебела штикла. Така. Затоа што ми е многу удобно додека стоам на настап и се чувствам постабилна. Затоа што стоам 2 часа минимум. Да, ти се Морам случило да стојам. некогаш да ти се скржи штикла? Мислам дека да, ама не се сеќавам, ама да, на една таква салонка, како се вика ти. Да, ема така ми можеш се сакаш скажа. да бидеш цела. И патики, и многу спортски чизми. Тоа су нас. Довмаркинс моменти. Во бои бели, црвени, бордов,
лакомани, мат, црни. Так. Тоа е тоа. А како уживаш да се шеташ по дома, да ми кажеш? Сакаш така, ајде кежуал, знаеме, него дали имаш така некоја си Бермудчиња, нема побава. пократки, добро бермудчиња или така Секс. секси, значи до секс, така некоја мајчка, не носиш ни да речеме ништо под тебе нема или некоја гајкичка така секси и си шеташ по дома. Кога си сама да речеме, обожаваш ли такво нешто? Не, затоа што немам потреба, така се шетам кога имам сопругот тука. А значи сама не се шеташ само кога не со незе така се шета по дома. Браво, логика. Само кога сум дома си сум баш така лабава, мајчка и бермудчиња. Да. И најчесто тренерки. Така, за на продавница се спремаш ли нешто посебно, еве да такнеш да доѓа нешто. Затоа што ми е во двор, да не речам, ептен ми е тука, ми се случува и така по тренерки да одам да претрчам, да завршам некоја работа, меѓутоа, да, гледам да се подсредам нормално. Так. Сепак на работа Добро. вечер. Сега, ајде да седнеме, да го допиеме кафето и да ми кажеш уште како уживаш кога одиш у ресторан, што највеќе сакаш да пиеш, да си нарачаш нешто што е ин, нешто што е така, што не си го пробал или вообичаено нарачуваш нешто што веќе ти е проверено? Во принцип, знам што сакам. А моите пријателки со кои седнувам на маса во тој момент ми вика ајде почна да ја читаш книгата. Затоа што јас имам обичај си го разлистам буквално целото мени. Ако некаде седнувам прв пат. Па и да не седнувам прв пат, сакам да разлистам, да пробам нешто ново. Нели некогаш ми метнуваат и нови работи во менито. Осте што вметнуваат, него се случува, например, да стојат во менито, ако ќе ги побереш ги нема. Тоа се случува, точно. Вообичаено во секој ресторан. Меѓутоа одиме на сигурна варијанта, нешто што сум јадела претходно, па ми оставило впечаток, или како во моментот се чувствувам, што ми се јаде, или одам стрикно на место каде што знам дека го има тоа. И тоа сакам да беам. Нарачуваш некој некој дали ќе биде убава некоја салата, затоа што многу ретки места има каде што да речеме го прават тоа така добро. Така. Пример, многу сакам ракчиња во Казан, за жал во Кавадарци ги нема. Ги јадев наставно од државава и во Охрид ми оставија впечаток во едно место. Ги обожавам, така ми се можеби тоест заситуваат, калорични, а не се штетни, убави се ако ги јадете умерено, и од салати. Во принцип јадам многу салати. Како да не го заборвам оризот, оризот ми е омилено јадење. Тие што ме познаваат знаат, секој ден да јадам ориз, нема да речам не. Так, добро. Сега, кога седнуваш во ресторан, да речеме, сакаш да седнеш некаде во центарот на ресторанот, да бидеш видена дека си присутна таму, или сакаш некаде во некој ќоше каде што нема да те забележат колку што може повеќе? Второ. Тие што ме познаваат точно знаат. Искрено можеби малку неубаво што ќе кажам, ама гледам дури да сум завртена некако со грб за да се заштитиш приватноста. Да, ама и да уживам моментот со луѓето со кои што сум таму, дојдена можеби имам и некој муабет, па дали фамилиарна средба, дали ќе биде со сопругот, седенка некаква. Искрено се случува да наменски излеземе со него настрана за да си направиме муабет дома. Знаеш како со децата, со обврски, со едно друго на работа по цел ден, некогаш и така настрана од домот си ги прераскажуваме денешните случки околу работата, околу децата, па некои планови нешто да се пораскажеме и убаво ми е така, салатичка нешто што би рекла. Во принцип да, сакам да сум така малку понастрана. Не сум човек што сака. Еве на пример седиш во ресторан и забележуваш некоја скоцкана убава девојка, дечко, не е битно. Што прво ти паѓа вака? Ќе што ти привлекува внимание кај луѓето? Гардеробата, начинот на кој се движи, да речеме, изгледот, нели, фигурата, што? Склопот на боите и на дизајнот, како е облечен, не дека ми е приоритет да јас со таа особа застанам и разговарам. Чисто не ја получаваш. получаваш. Чисто онака, во пролаз, да, кога ти доаѓа или додека стане настап горе на бина и нормално доаѓаат многу луѓе и некој ќе ти го привлече вниманието, да. Во принцип да, како е среден, како изгледа, физички, нормално, тоа е првиот впечаток. Така. Добро. Да го пробаме кафето, изгледа ни се олади.
убаво и ладно. Викаат дека треба нели да не се пие жешко кафе ради зъбите. Бидејќи секоја промена дава негативен ефект кога станува збор за зъбите. Топло ладно, Да. Добро. Сега ни остана уште да те прашам колку пати знаеш да правиш промена со косата, бидејќи многу луѓе се плашат да експериментираат. Дали е тоа случај кај тебе? Во принцип сакам да одам на сигурна варијанта, пак ќе кажам. И веќе имам визија што ми стои, што не, и околу боите, и околу должината, и моментот со шишката и сите тие работи. Меѓутоа да, сум ја износила и со многу кратка шишка, сум ја носела и скроз кратка, со буцкиот позади. Значи, буквално, ја скратив еден период, меѓутоа тоа беше многу одамна, кога ја носев и така. Така се чувствував, така ја носев. До пред некоја година имав многу долго пуштена посева. Боите секогаш гледам да ми одговараат на тено, значи тоа се некои нијанси на златеста, на мојата нијанса, на крем бела и гледам да изгледа природно, пред се да изгледа здраво. Значи редовно шишење, сестра ми е човекот што се грижи за мојата коса веќе со години, така да и околу фарбањето и околу шишањето таа е задолжена, меѓутоа сме пробали и со розова нијанса, сум пробала и со сиво, виолетова, сме експериментирали низ годините. Дали обожаваш да носиш накит и каков? Да, многу. И не ви ја покажав пиоката со накит. Многу фанатик сум на накит, како и за сандалите во бои. Од дете купував, затоа што на естрада сум од мои 16-17 години со багаж, така да во тоа време купував многу нормално бижутерија, скоро и сега носам такви работи. И во бои многу купував. И такви ланчиња, па со топчиња, па со некакви интересни украси и така натаму. Сум нарачувала да ми направат custom made. Сум добивала поклони затоа што луѓето знаат дека ги сакам тие такви, па со виолински клучеви, со ноти, со се. Носам специфични обетки, исто бижутерија кои што ми се така уникатни или сум си ги нарачала да ми ги направат, па ќе кажам, имам една убава омилена обетка виолински клуч, имам со надписи, со букви, печатени, вакви, такви, секакви. Значи имам многу. И носам до ден денес ги носам. Супер. Ние не додовме со празни раце. Значи, ние донесовме и подарок. Подарокот те го испрати од Happy Home Center. Јас сега ќе одам да го донесам како изненадување. И ќе те замолам да го отвориш. Заборавив каде го скри. А како јас не те видов каде? Па јас сум такава магионичарка. Обожавам се радувани и се радувам многу на такви подароци. Овој подарок ќе го испратија нашите пријатели од Happy Home. Ајде да видиме што спремиле за тебе. Ако е нешто за во домаќинството, Сигурно е, затоа што таму имаат се. така. Буквално се. Опа, браво. И следната емисија кога ќе дојдеме ке тебе ќе ни направиш нешто во чашката. Вау, фала многу. Овие се за, претпоставувам, сладолед. Да, за сладолед, нешто ново, модернистичко. Преубави. Едноставно. Да, преубави се. Ете така. Никогаш не е доста во кујната од чаши. Да, Затоа што и јас обожавам кога ми дојдат гости и сакам баш во уникатно нешто да им Ете така. Па спрема сервирам нешто. спрема твојот вкус и амбиент, мислам дека ти го погодиле подарокот. Да, преубави, фала ви многу. Ете така. Здравите, Home Center. Happy Home Center се грижат за подаруците на нашите гости во Trend Live. Јас ти благодарам многу што не прими во твојот дом и што те откривме делот твоето секојдневие, од делот твојата облека во спалната. Искрено никој не влегол во мојата спална со камера до сега. Освен јас, нормално и екипата на Trend Live. Па, здравје Боже, успеси понатака, се надеваме дека повторно ќе се видиме со нова емисија, со нешто ново да ги изненадиме и гледачите. Ви благодарам многу, ми беше драго што ми бевте гости.
Навистина поздрав за тебе и целата екипа и телевизијата што сте се ангажирали и сте смислили вакво сценарий, концепт да направите емисија. Ти го кажав еднаш тоа дека треба освежување, треба интерактивни вакви емисии и спонтани, ајде да речам, да луѓето им е интересно по дома и да кога гледаат, а и на ваков начин и се запознаваат со нас, затоа што ова е еден момент, една прилика каде што можат да видат и да слушнат. Да, и да ме видат во малку поирано издание од вообичаено. Така. Ти благодарам уште еднаш на поканата. Драго ми беше што бев ваш гостин и се гледаме на некој од моите настапи. Така е, се гледаме. Драги мои, ова беше една одлична емисија со нашата гостинка Наташа Малинкова, која беше дел од ова прекрасно време потрошено во Тренд Лайф. Се гледаме во некоја друга емисија со нова приказна за животниот стил на познатите. Yeah.